Колку пари му требаат на едно просечно семејство од 4 члена за да го помине месецот скромно, без расфрлање, но и без откажување од ништо? За 4 членот, едно 32.000, 30, па и 35, зависи кој како си троши. Оваа математика е речиси идентична со онаа на синдикатот. Според нив, во август на едно 4-члено семејство му биле потребни 32.316 денари. Од овој семеен буџет најмногу пари се трошеле за храна, 13.422 денари, а комуналните трошоци изнесувале 8.253 денари, додека за опрема за куќата и за одржување се потребни 2.199 денари. За одржување на личната хигиена се издвојувале 980 денари, а одржувањето на хигиената во домот чини 1244 денари. Најмалку пари од семејниот буџет се издвојувале за здравјето, околу 680 денари, како и за посета на културни манифестации, околу 1070 денари. Минималната потрошувачка кошница ги изразува нужните потреби на едно семејство со кои тие би имале минимална пристојна екзистенција, а предпоставките при пресметките велат дека ова 4-члено семејство живее во сопствен стан од 60 квадратни метри и не поседува автомобил. Ова значи дека пари стигнуваат само за храна и комуналии. Од друга страна, според Заводот за статистика, последната просечна нето плата во Македонија изнесуваше 22.670 денари. Доколку се направи споредба за тоа колку пари се потребни за да се преживее месецот, тогаш на едно семејство со еден приход, односно една просечна нето плата, ќе му недостигаат 9.646 денари. Тогаш како преживуваме? Сега ние како обстануваме, сами се знаеме. Па сите давачки дома. Половините пензија мојот давачки се дома. Според оние кои паметат одамна, примањата и трошоците во најдобар сооднос на овие простори биле во 80-тите. 81-2 се земеше околу $700 плата. Сега цените ги знаете околу 400 марки или 200 евра. Значи, кога направиме параметри од 82 до сега ние назадуваме. Ова се многу одамна поминати времиња, а тоа најдобро го знаат домакините, особено оние кои се во текстилството, каде платите се двојно помали од останатите. Најтешко сепак име на 21% од населението, кој и реално и статистички живее во сиромаштија.